имаме во Скопската сала Борис Трајковски, иначе прв пат во Македонија се одржува интернационален фестивал за тетовирање. Овде до мене е главниот организатор Боби Кузмановски. Боби, што се случува денес? Здраво, здраво. Значи имаме прв интернационален фестивал за тетовирање. Имаме тетовирање во живо. Многу луѓе, многу публика. Дали е ова прв настан од таков тип во Скопје? Да, за прв пат ова се одржува во нашава република. Се надевам дека ќе продолжиме и наредните години ова темпо да го одржиме и секоја година да одржуваме по еден ваков интернационален фестивал. Од кај доаѓаат учесниците? Учесници имаме од сите земји. Имаме од соседството, имаме од учесници од Германија, Италија, Романија имаме, значи од секаде имаме учесници. Тетовирањето стана поп култура, јас така би ја нарекол во светот. А ке нас како е? Така, ке нас веќе почиња да биде голема уметност, затоа и го поттикнавме овој цел настан за да дојдеме до сите луѓе, да допреме до сите, ајде да кажам, до сите луѓе, до сите размислувања, за да може да не бидеме позаостанати од другите, туку да бидеме едно нешто во целиот свет. Да ти искористам за уште едно прашање, што во моментов е актуелно во светот на тетовирањето? Па не можам да одредам во моментот што е баш актуелно, се е актуелно, секој си има своја приказна за она што сака да го представи на своето тело. Сите си имаат различно размислување, затоа сме ние тука артистите за да дојдеме да допреме до самиот ја што би рекол, до самиот човек за да му го пресликаме на самото тело. Така. Кој повеќе се тетовира, мажите или жените? Мислам дека женската популација е поактуелна во овие периоди. Они сакаат поише да се тетовираат. И они се прохрабри. Стално пред лето се тетовираат сите. Твоето искуство кажа многу. Колку години си тату мајстор? Па веќе ова е 8 година како што се занимавам со професионално тетовирање. Да ми откриеш најинтимното место што сега си го тетовирал? Има многу интимни места, ама ајде да не откриваме баш се, има. Луѓе се тетовираат на сите места. А најнеобична тетоважа што сега си ја направил? Па најнеобична, знаеш како, нема ништо необично кога си професионалец. Добро, а бои, кои се актуелни? Тоа е индивидуалното од секој артист. Имаме артист што тетовира црно-бела тетоважа и он си е преодреден само за такви. Имаме тетовирачи што тетовираат во колор тетоважи, значи тоа е индивидуално од сликата. Тоа те пашата што на времето беа многу актуелни црно-белите. Уште се актуелни црно-белите, но професионалноста иде во повисок ранг, така да колор тетоважите се уште, мислам дека сега поише се истакнува. Лејди Гага, покојна Еми Вајнхаус и многу други јавни личности баш беа тетовирани и се тетовирани. Кажи ми, дали нашиве македонски паци се тетовираат? Да, се тетовираат и тоа многу. Можда не се покажуваат, но сите се тетовираат. Мислам дека најмногу има Панчо ДНК. Па не знам точно, ама имаме многу естрадни ликови што се тетовирани. Марко, колку тетоважи имаш? Поима немам. Сега ќе ги броиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ајде да ќе броја се облечиш. Ќе треба. 10, 11, 12... Еве, да не мислите дека лажам. Ајде, соплаки се. Еве, ајде да ви покажам, да видите. Опа! Знади, еве, тука и мислам дека тука имат некоја. Вака. На онаа местото? На тоа место немаме и страв ми е. Сум помислил, ама... Ја мислам дека треба да наприча на конда, онака. Мислам дека ќе треба црвче да направам. Водно црвче. Имаме ли ние култура за тетовирање? Пополека се развива. Еве кај нас беше табу до пред некоја година, сите знаеме, да речем до пред 10 години и сега мило ми е дека работите се мрднуваат малце. Напред тебе се организираше првата интернационална конвенција за тетовирање, така да се надеваме дека ќе... Која ти е најдрага тетоважа? Најдрага тетоважа која ми, леле, сите ми имаат еднакво значење, зашто сите ме потсетуваат на одреден период од животот, на одредена глупост што сум ја направил.
Здраво, живо! Извини. Колко време татуираш? Само да прашам. Извини. Колко време татуираш? Само това ме интересира. Па почнав пред 7 години да учам, ама последниве 4 години така, цело време. Што најмногу татуираш? Жени или мажи? Па исто. Да. А кој е поплашлив? Да го боривме едно прашање. Добро, е 3. Дали боли? Да. Колко време се татуираш? 4-5 години. Ти е прва татуажа? Ова тука. Дали Македонија има култура за тетовирање? Па да, се повеќе е развиено у последно време. Не само у Македонија, од цел свет, мислам. Колку време тетовираш? 9 месеци. 9 месеци? Да. И колку трае обично е въпросът една ваква тетоважа во часови? По времетрењето зависи од големината на тетоважата што треба да се прави. Што по голема и поише детали, по-тешка за правење, поише време треба. Тоа е тоа. Што највеќе бараат Скопјане да ги тетовираш? Највеќе нема стрикно најпопуларна тетоважа, ама не знам. Мали тетоважи многу сакаат. Каде обично? За женски или за мажки? За жени. Не знам, рака е најчесто место, а за жени може би ребра. Kelly, you are first time in Skopje? Yeah, it's my first time here. Yeah, You like it? I like it. It's different, but I like it. How many tattoos you have on your I body? don't even know. I lost count. 1,000? Too many. Almost. I hope so. What is your favorite? My favorite one is my chest. Nice. Thank you. This is for you. Thank you so for me. much. Macedonian you. butterfly. Okay, thank you so much. I like it.